Вие како наставник по македонски јазик секојдневно сте во контакт со учениците. Има ли расположение кај наставниците да работат дополнително со учениците и во оваа смисла да се надополни она што беше изгубено минатата година? Какви се движењата во тој поглед? Значи, вака сега јас можам тука да зборувам индивидуално, значи меѓутоа мислам дека 90% ќе го делат мислењето со мене. Да, има расположение. Минатата година ние наставниците и учениците и родителите поминавме многу лош период, но ете го поминавме. Се потрудивме колку што можеме да се приспособиме на новиот начин на настава на далечина, да го дадеме максимумот, иако лани ни беше тешко. Оваа година со враќањето на физичкото присуство, на кое сите ние многу му се радуваме, ни е дополнително потешко, затоа што прво учениците, верувајте ми, ја имаат изгубено навиката од тоа што е училиште и како ние треба да се однесуваме во училиште. Тоа е едниот проблем што јас како наставник го имам детектирано и пробувам да имам разбирање, а другиот проблем е како да го задржиме здравјето. Значи, сега ние сме одговорни за тие дечиња што се кај нас, а знаете време на настинки, тоа се деца, меѓутоа ако нели порано ќе речевме ништо не ти е написе чајче, сега веќе ние сме тука и се трудиме колку што можеме да бидеме посмирени, за да можеме да поминиме по-безболно, да не се создава паника. Моето училиште Крсте Петков Мисирков, за сега нели немаме некои поголеми случаеви, големо училиште сме, имаме големи простори и успеваме нели наставата да ја реализираме без проблем. Јас искрено се надевам дека така ќе остане и до крајот на учебната година.